Добро вечер во емисијата 360 степени на осад. Еве ги содржините за вечерва. Еден грчки вестник пред некој ден објави колумна чиј автор, осврнувајќи се на оваа ваша посета на Скопје, вели господин Ципрас се враќа на местото на злосторството. Имате такво чувство дека сте на местото на злосторството? Νομίζω ότι έγκλημα ήταν αυτό που γινόταν τα τελευταία 25 χρόνια στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Έγκλημα ήταν ότι δεν μπορέσαμε από την αρχή να βρούμε έναν συμβιβασμό, μια λύση στο ζήτημα της ονομασίας. Жителите на Лабуништа не сакаат каменоломи близу селото. Не еден 6 каменоломи се во селото. Маката ги донесе во Скопје. Екипата на 360 степени, заедно со членовите на местната заедница, речиси еден час планинареа за да дојдат што поблиску до изворите на Тировска река. Го истражувавме ефектот на малите хидроцентрали врз животната средина. Реката Брегалница, во која исклучиво имаше речна пастрамка, црвноперка, е уништена. Според систематизацијата на Врховниот суд, во оваа сала би требало да седат 25 суди. Но како што може да се види покрај значителен дел од микрофонските единици, недостасува и потпис кој судија седи на тоа место. Причината е едноставна. Врховниот суд има сериозен недостаток на судии. Веќе одамна кај нас во многу случаи кратци гонат кратци, или пак интересот ги направи ортоци. Саботажа. Ова е само најава. Со прилозите почнуваме за кратко. Гледате 360 степени. Доскорашниот грчки премиер Алексис Ципрас, во чиј мандат беше подпишан договорот од Преспа, во интервју за 360 степени одговара на прашања поврзани со спогодбата за името. Еве како Ципрас, кој во јуни лично лобираше кај воздржаните земји членки на ЕУ за позитивна одлука за Северна Македонија, ги оценува шансите на земјава за добивање датум за почеток на пристапните преговори во октомври. Είναι αλήθεια ότι προσπάθησα να πείσω τους εταίρους, τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η θετική απόφαση για τη Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να πάρθει από τον περασμένο Ιούνιο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρεί τους κανόνες που η ίδια θέτει. Και πράγματι στο βαθμό που γίνανε πολύ σημαντικά και γενναία βήματα προς τα μπρος, έπρεπε να ξεκινήσει, να υπάρξει αυτό το θετικό βήμα από τον Ιούνιο. Η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της γειτονιάς της, δεν θα έχει έναν σοβαρό ρόλο στην εξωτερική πολιτική στον κόσμο, δεν θα την παίρνει κανείς στα σοβαρά. Και η άμεση γειτονιά της είναι τα Δυτικά Βαλκάνια. Ήμουνα λοιπόν και παραμένω υπέρμαχος της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει θετική κατάληξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τον Ιούνιο πήραμε μια αναβολή. Αυτή ήταν η απόφαση, δεν ήταν ακύρωση, ήταν αναβολή. Πιστεύω λοιπόν και θέλω να ελπίζω ότι στα μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Ципрас денеска попладне допатува во Скопје за утре да учествува на конференција посветена на европската интеграција на Западен Балкан под капата на угледниот магазин Економист. Целото интервју со Ципрас, прво телевизиско за еден медиум во државава, ќе го видите подоцна во емисијата. Слично како жителите од југоистокот на земјава кои кренаа глас против рудниците, жителите на Лабуништа на крајниот југозапад се активни во отпорот против каменоломите во близина на ова место. Ги имаше 6 до неодамна, во меѓувреме еден сам престана со работа, а на еден му е одземена дозволата. Локален доктор-интернист тврди дека малигните, респираторните и алергиските заболувања бележат бум во регионот. Министерот за економија Крешник Бектеши, до кого се адресирани барањата на локалното население, е принуден да се справува со наследството од двајца своји претходници и со партици во исто време од ДУИ, Валјон Сарачини и Беким Незири. Историјата е на Хекура на Кифи.
Kështu fillon shpesh një ditë në fshatin Llabunishtës Drugës. Pluri dhe lëkundja e tokës janë pasojë e shpërthimeve në gurorët e afërta. Banorët të fshatit Llabunisht për gati 4 muaj po protestojnë për ndërprerjen e punimeve të gurorëve, të cilët sipas tyre po shkaktojnë probleme të shumta shëndetësore. Kërkesat e banorëve i drejtohen qeverisë, e cila shpërgjegjse për dhënien e koncesioneve për eksploatimin e gurit, por edhe për kontrollet e punimeve. Бараме се прекинат. Да се прекинат каменоломите. Да немат каменоломи уопште. Пошто тие се на 300-400 метра од село далечени. Не еден 6 каменоломи се во село. И сите селјани треба да станат масивно, млади, стари, за да се реши овај проблем. Përpos shëndetit, disa banorë ankohen se minimi shpesh dëmton edhe pronat e tyre. I si gledat ovdje kad natre prvo. Gledaš kako je sve. Ova 3 pati dosega го имаме правено. Ovaj ulazov skroz od ta strana i od ova strana. Evo će vidite se, gledaj kako je celo to deleno i ovaj beton ovaka kako što ide pokraj. Evo ovdje kad sve ovaka je puknato. Mislite дека ова од динамитот што се... Da, od dinamitот, isključivo od dinamitот. Sherifi i cili jeton afër gurorëve ankohet se nuk është paralajmëruar asnjëherë kur do të ketë minime. Никој ништо не известува, чак можда и полицијата не знае за тоа, пошто сабота и неделя и вршат тие работи. И во последно право да ви кажа, голем експлозив става натре со големи детонации. Të njëjtin problem e ka dhe familja e Reshatit. Kujton gjithashtu se dikur nga balkoni i shtëpisë ai shikonte malin e Jabllanicës, e cila pritet të bëhet park kombëtar, ndërsa sot po shikon se si natyra po zhduket çdo ditë. Pa каменоломот дојде после, има кога изгради куќа, после 10 години дојде каменоломот. За овие каменоломи ја не можам да сватам како се даде волка населени ние близу да биде каменоломот. Първо државата да види кај е каменоломот, кај е куќата. Përderisa plasëritjet e shtëpive janë dëshmi e ndikimit negativ të gurorëve ndaj pronave, shqetësimet mbi shëndetin e banorëve janë konfirmuar nga mjeku internist Aladin Demishkovski. Драматично е зголемен бројот на малигни заболувања, посебно на белите дробови, на респираторните патишта. Драматично расте бројот на малигни заболувања на гастроинтестиналниот систем, значи посебно на дебело црево, панкреас, еве веќе и желудник се зголемува, бидејќи самите материи што се произведуваат, значи од ископувањето на тие минерални суровини, кои се присутни во таа прашања, Бог знае што состав има. Али генерално се минерални суровини кои не се разлагаат во организмот, се таложат и не знаеме више какви ефекти ќе постигнат врз здравјето на луѓето и што е уште, значи, подраматично, ненормално зголемен пораст на алергиските заболувања на дишните патишта. 360 gradë arriti të kontaktoj me shumicën e koncesionerëve. Pothuajse të gjithë flisnin vetëm jo zyrtarisht, disa që nuk ishin problem për fshatin sepse ishin larg. Të tjerët se revolta ishte nxitur nga fakti se koncesionerët nuk ishin nga Llabunishta, po nga diku tjetër. Të tjerët pohojnë se në përputhje me të gjitha rregullorët dhe dëshirojnë të merren vesh me banorët ballë për ballë. Një qendrim zyrtar na dërgoi vetëm kompania Ilinden. Ata pohojnë se as nuk planifikojnë të minojnë dhe as linjë ajrore prej 6 kilometrave nuk është afër Llabunishtës. Përkundërzi, ata deri tani kanë marrë mbështetje nga Llabunishta dhe fshati më i afërt deri në objektin e tyre është Jabllanica. Dhe kryesisht gjatë inspektimeve të jashtëzakonshme të fundit pas kërkesës së banorëve tek Ilinden nuk u gjet parregullsi. Prandaj kërkesat e banorëve të fshatit Llabunisht për mbylljen e gurorës son nuk janë të përcaktuara me ligj dhe pas të njëjtave fshihet vetëm interesat e disa banorëve të fshatit Llabunisht. I inkurajojnë popullatën vendase të organizojnë në grupe vetëm me qëllim të shkaktimit të dëmit direkt të ndërmarrjen Ilinden, duke arritur qëllimet e tyre personale dhe grupore. Por vendasit nuk e shohin zgjidhjen e problemit në dialog me koncesionerët, por me qeverinë. Pas protestave disa mujore, ditë më parë disa banorë të Llabunishtës në Shkup takuan ministrin e ekonomisë Kreshnik Bekteshi.
Takimi zgjati 2 orë, ndërsa fshatarët mbeten të përmbajtur për rezultatin. Дали сте задоволни? Денес можам да ви кажам дека по излегување од кај министерот, можам да речем дека средбата со министерот беше ептен, коректна. Баравме заеднички начин како да ги решиме овие проблеми. Për takimin më tepër detaja dha ministri Bekteshi. Ai praktikisht tani po zgjidh një problem të krijuar nga paraardhësit e tij dhe bashkëpartiakët. Sipas të dhënave nga Ministria e Ekonomisë, 2 koncesione për eksploatimin e burimeve minerale janë bërë në kohën kur departamentin drejtohej nga Valon Saraqini, 4 të tjera në kohën e Bekim Nezirit. Bekteshi, i cili është nga e njëjta parti, sigurisht Neziri dhe Saraqini, thotë se si ministri po marrin masat intenzive. Nga 6 koncesionerët aktualisht në teren punojnë 4. Një kompani vetëm është tërhequr nga eksploatimi, ndërsa pas inspektimeve të fundit për pothuajse të gjithë të tjerët u janë shqiptuar gjobat deri në 30.000 euro, ndërsa një rreth ndërmarrje i është hequr licenca. Më vetëm se e kemi shkëput kontratën me njërin nga koncesionerët, ku edhe është konstatuar shkelje e kontratës cilën ai koncesioneri ka pas me Ministrinë e Ekonomisë dhe nuk kam përbush obligimet të dala nga ajo kontratë dhe në bazë të informacioneve të cilat i ka marrë nga Inspektorati Teknik, pothuajse të gjithë koncesionerët kanë marrë dënimet apo gjobat e duhura ku janë vrejt konstatim pa rregullsi gjatë punimit, por nuk është ajo bazë për shkëputjen e kontratës. Bekteshi thotë se ai ka informuar banorët për procedurat që duhet të ndiqen dhe se Ministria e Ekonomisë tashmë po vendos një moratorium për lejet e reja për eksploatimin e gurëve. Unë edhe u kam premtuar banorëve të fshatit Llabunisht se të gjitha iniciativat për marrjen e koncesioneve në atë fshat apo përreth atij fshati, ne si Ministri e Ekonomisë vetëm se kemi hedhur poshtë, ato janë 3 iniciativa, por njëkohësisht kemi marrë masat e dhura për ndalesën e 2 koncesioneve aktuale. Për momentin mbesen diku edhe 4 koncesionerë. Ndërkohësisht i kemi njoftuar për procedurat, të cilat duhet të ndjekin edhe ato si banor, për shkak se kjo është një tematikë ku përfshin shumë institucione. Për ta përmbledhur, pikpamja e Bekteshit do të thotë që të gjithë koncesionet e ndara nuk mund të merren, por qeveria do t'i monitorojë nga afër dhe sanksionoj punët e gurorëve. Nëse nuk arrin të korrigjojnë lëshimet për të cilat u gjobiten, atëherë Ministria mund të jetë në gjendje t'ia merr koncesionet. Angazhimi i institucioneve padyshim që është mirëpritur nga banorët e Llabunishtës. Por ata nuk janë të kënaqur me asgjë tjetër, përpos që gurorët e largohen përgjithmonë. Сакаме чиста средина. Остануваме на слична тема. Истражувавме дали со производството на струја во малите хидроцентрали сепак се плаќа превисока цена за животната средина. Добивањето струја од обновливи извори генерално се смета за прифатлив метод, но последиците од пренасочувањето на некои локални водотеци и неиспуштањето од така наречен биолошки минимум носат катастрофални последици за локалната флора и фауна. Во земјава во овој момент функционираат 98 мали хидроцентрали, а во изградба се уште 32. Експерти и екоактивисти бараат преиспитување на пристапот за по неколку години да не биде доцна. Петар Клинчарски. Вода за сите суштества на планетата е извор на живот, но речиси веќе половина е извори на електрична енергија. Се почесто, барем во земјава, цената на произведената струја ја плаќаат природата и локалното население. Во овие поточиња имаше жив свет, сега пресушени се, значи го нема. Тоа е чиста логика. Отпорот е најголем против малите хидроелектрани, кои се градат на мали реки и потоци значајни за обстанокот на рурални средини. Во Жировница, например, обвинуваат дека плановите се правени кога имало многу повеќе вода. Според мерењата кои што се вршени во периодот од 63-та до 2000-та година, таму е предвидено да има некаде околу 380 литри на вода во секунда, што не еднаш, не два пати, туку неколку пати е помалку од реалната состојба која што ја има сега моментално на терен. На кантарот меѓу бизнис интересот и влијанието врз животната средина, кој ја добива војната за малите водотеци на терен.
Пред 4 години Малешевијата протестираше против изградбата на неколку мали хидроелектрани во близина на Беровското езеро, Пехчево и излетничкото место Равна река. Локалното население ја загуби битката. Трите електрани веќе произведуваат струја, но според шумарскиот инженер Звонко Вучковски и огромна штета. Реката Брегалница, во која исклучиво имаше речна пастрамка, црвноперка, домашна пастрамка, во Источна Македонија единствено место, е уништена. Имаше во горниот тек на реката Брегалница водопади. Значи, кој беше атракција, доаѓаше луѓе од секаде од Македонија, од Бугарија. Доаѓаше луѓе кои зборувааше колку се убави. Овие неколку 2-3 водопада им е одземена дотокот на вода, ги нема. Вучковски, кој се представува како еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ во Пехчево, беше еднакво гласен и кога се биеше битката во Малешевијата, во време кога неговата матична партија беше на власт. А токму актуелниот лидер на ВМРО ДПМНЕ и поранешен директор на државните електрани Христијан Мицкоски, еден од 7 на собственици на Енерготек, фирма партнер во Минка Енерготек, која изгради мала хидроелектрана на локацијата. Овие што ги градат се луѓе на власта. Дали на таа минатата или сегашната, тие се луѓе на власта. Односно, тие се како лакмусна хартија. Се менуваат од една, одат во друга власт и тие се недопирливи. Бизнисот со мали хидроелектрани е привлечен затоа што откако заинтересираниот инвеститор ќе ги добие потребните дозволи и ќе го изгради објектот, има загарантиран откуп на струјата во следните 25 години по повластена цена. Против тој интерес, делумно, се избори реканскиот крај. Сакаме да остане онако како што е, недопрено, од Бога створено, дадено на луѓето да го користат за одмори и рекреација. Селото Жировница е дел од Националниот парк Маврово, каде се предвидени локации за вкупно 20 мали хидроелектрани. 4 веќе се изградени и работат, а одобренија, и тоа уште од 2015 година, имаат уште 4 компании. Екипата на 360 степени, заедно со членовите на местната заедница, речиси 1 час планинареа за да дојдат што поблиску до изворите на Тировска река, во чија непосредна близина се пикирани локациите за изградба на 2 хидроелектрани, Жировница 5 и 6. Местното население обвинува дека податоците за издашноста на изворите се многу стари и не одговараат со сегашните намалени водотеци. Мерења на оваа река, Таировска река, не е вршено најмалку 20 на години. Водомерната лента не постои повеќе на местото Лачки мост каде што беше поставена. И целокупната анализа што е направена на овој дел е од 63 до 2000. Имаме еден простор од 20 на години, 19 години, во кој што треба ние да покажеме колкава е навистина сега издашноста на изворите. Дали е нешто во меѓувреме променето со протокот на вода на Таировска река? Дали утре треба да го казнеме населението да нема вода за пиење? 100 метри од тука се наоѓа и мостот на кој е предвидена изградбата на машинската зграда и цевководите. Председателот на местната заедница Адлан Салију вели дека местното население ќе се брани со жив штит против багерите и бара референдум, по примерот за рудниците. Ајде да го запрашаме инвеститорот кој е интересот на местното население. Само да се уништи природата, ние што би имале како местно население. По свите информации, за жал, дори нема да запре струјата тука, ќе помине и селово ќе оде до трафостаницата во Јанче. А ние знаеме пред неколку години имаме 12 дена проблем со струја, немаме струја. Како и малешевци, и реканци водат битка не само со луѓе што се бизнисмени, туку и политичари. Концесионер на 2 мали хидроелектрани, за кои се чека стартна градба, Жировница 5 и Жировница 6, е конзорциумот Hydrogen Energy Group. Тој е составен од компанијата Hydrogen Group, која има 3 собственици, и Ferroinvest, каде 2 од 3 газди се вице-премиерот Кочо Ангјушев и неговиот брат Тодор. Согласно договорите од 2015 година, тие требаше да ги изградат малите хидроелектрани до лани, но иако не почнале со работа, владата на Зоран Заев во декември 2017 година им го продолжи рокот за изградба до 2020 година. Во меѓувреме,
Општината Маврово и Ростуше пред 10 дена го поништи одобрението за градба на двете хидроелектрани поради пробивање на рокот. Локалните власти објаснуваат дека одземената дозвола за градба значи дека на локацијата во моментов не може да се гради. Но тоа не значи и одземање на концесијата, чиј рок беше продолжен од централната власт. Зашо ги издале не знаеме и зашо го продолжи рокот не знаеме. Иако ни апелираме пред да го продолжат они рокот, имаме отпор да се стопираат мини хидроцентралите. Очевидно не допре слухот до владата за да го стопира. Напротив, го продолжија рокот. Од владата тврдат дека рокот е продолжен, бидејќи доцнењето не било по вина на концесионерите. Поради ненавремено издавање на потребни документи, дозволи, лиценци од надлежните институции, рокот за изградба на мала хидроцентрала може да биде продолжен само доколку наведената работа претходно е констатирана од Комисијата за надзор и е одобрена од владата на Република Северна Македонија. Од владата сепак не добивме одговор дали при донесувањето на одлуката за склучување анекс на договорот постои конфликт на интереси, со оглед на тоа што според записниците објавени на владината интернет страница, на седницата присуствувал и вице-премиерот Ангјушев. Од Илинденска вела дека не сакаат да коментираат, бидејќи за тоа има предмет во антикорупцијската комисија. Податоците од ЕСМ говорат дека во државава веќе се изградени 98 мали хидроелектрани, 81 имаат статус на повластени производители со гарантирана цена и откуп, а 17 работат без повластици, поголемиот дел во сопственост на ЕВН. Во фаза на изградба или со одобрена документација се уште 32. Според активистката Александра Бујаровска, бизнисот е атрактивен не само поради гарантираниот откуп и цена, туку и затоа што за мала хидроелектрана треба само елаборат наместо оценка за влијание врз животната средина, како за големите хидроелектрани. Во најголем број случаи они воопшто не ги почитуваат правилата, нели биолошки минимум, риби патеки, начинот на добра градежна пракса во околината, значи буквално изгледа на најнормално градилиште без разлика што се наоѓа во сред национален парк. Доведува до фактот нели дека буквално се повластени и од аспект на што и како треба да поседуваат како документација и од аспект на кој како и понатаму ги мониторира. За мониторингот е задолжен Државниот инспекторат за животна средина, кој проверува дали градбата го нарушува режимот на водите и речното корито, дали се врши мерење и евиденција на зафатено количество вода, дали се остава вода за биолошки минимум во реката и дали се платени надоместоци при производство на електрична енергија. Иако звучи неверојатно, но сите овие задачи за сите мали хидроелектрани на терен досега ги изведува само еден човек. Лидија Зафировска е единствениот водостопански инспектор на цела територија на Северна Македонија. Како реагираат концесионерите? Сте имали евентуално некакви проблеми на терен? Обично реагираат бурно, не им е мило што тоа им се случува. Например, тие мислат дека се неприкосновени во однос на тоа дека добиле концесија и тука завршила постапката. Но практично сама, од 2018 до денес, успеала да изврши само 8 ворени надзори на мали хидроелектрани. Во половина од случаите нашла неправилности. Претежно тоа се случува во сушниот период, кога имаме доста мал капацитет на нашите води и во летниот период правните лица сметаат дека може да си го дозволат тој луксус да не испуштаат значи биолошки минимум. Затоа што во дозволата за зафаќање на вода за производство на електрична енергија му пишува доколку во недостиг на вода на капацитет на вода во речното корито, самата мала хидроелектрана не смее да работи. Најголемата санкција што Зафировска може да им ја изрече на газдите на малите хидроелектрани се паричните казни кои стигнуваат до 20.000 евра. Но често, казнетите потоа користат механизам за спогодба и плаќаат и до половина пониска сума. Зафировска вели дека од неодамна има уште еден колега во Прилеп, кој се уште не излегува на терен, но секако ќе биде од голема помош. Сепак, тоа не е ниту приближно доволно капацитет, ако се има предвид дека според студија од 1982 година,
се мапирани 400 локации за мали хидроелектрани во земјава. Врз основа на таа студија, концесии даваше и минатата и актуелната власт. Поранешната професорка на градежниот факултет Цветанка Поповска вели, Северна Македонија ниту има толка воден потенцијал, ниту потреба од толку многу мали електрани. Мене ми се чини дека ниедна локација од тие предложени не е добро истражена. Ниту хидролошки, ниту биолошки, ниту пак, ако сакате, и економски. Поповска е една од авторите на трите национални комуникации за климатските промени. Во овие документи, таа предупредува за нискиот потенцијал на водните ресурси во иднина. Се очекува зголемување на температурите, се очекува намалување на количината на врнежи, а само со тоа се очекува и намалување на протоците во речните кориди. Така да, сето ова е анализирано. Меѓутоа, јас ќе завршам со овие, да речам, одговорите на вашите прашања, со тоа што ќе кажам дека кај нас не се случува ништо во врска со овој проблем, во врска со влијанието на климатските промени и имплементирање на акцијските мерки за намалување на влијанието, а такви мерки имаме. Протестите на засегнатото локално население и загриженоста на експертите и невладиниот сектор засега не влијаат на генералната политика на Министерството за животна средина за малите хидроелектрани. Владиниот ресор на нив се уште гледа пред се како на потенцијал за искористување на обновливи извори на енергија. Тоа значи дека нема изгледи дека битката за водата меѓу интересот на бизнисот и интересот на локалното население и екологистите наскоро ќе заврши. Врховниот суд, чии одлуки во изминатиот период се една од главните причини за исклучително ниската доверба на граѓаните во правосудниот систем, работи со 60% од вкупниот број судии. Причина се актуелните разрешувања, заминување во пензија и подолги боледувања. Судот во овој период е пред уште еден предизвик. 5 негови судии ќе бидат дел од 9-члената комисија што ќе треба финално да реши дали Јово Вангеловски дефинитивно си оди од Врховен. Александар Димитриевски. На 10 септември Судскиот совет ги разреши председателот и судија на Врховниот суд Јово Вангеловски и врховната судијка Рахилка Стојковска. Причината е наведено поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Одлуката се уште не е правосилна бидејќи разрешените суди имаат право на жалба. Дали разрешените суди одат и на работа во овој процес додека трае жалбената постапка? Не, бидејќи во исто време се и суспендирани. Додека да се донесе правосилна одлука за Вангеловски и Стојковска, Врховниот суд привремено, а можеби и трајно, не може да смета на ангажман на уште неколку делители на правдата. Може ли тогаш да ја остварува својата функција? За разлика од пониските судови, Врховниот суд според закон има повеќе надлежности. Освен што решава по предмети, надлежен и за вонредни правни лекови, судирна надлежности, судење во разумен рок. Важни задачи се и давањето мислење за предлог закони од судската област и утврдување начални ставови и правни мислења за единствена примена на законите во судовите. Овие мислења и ставови се носат на општа седница на која присуствуваат сите судии. Според систематизацијата на Врховниот суд, во оваа сала би требало да седат 25 судии. Но како што може да се види покрај значителен дел од микрофонските единици, недостасува и подпис кој судија седи на тоа место. Причината е едноставна. Врховниот суд има сериозен недостаток на судии. Од 25 предвидени позиции за судии во Врховниот суд, празни се 5 вклучувајќи го и неодамнешниот избор на судиката Цветанка Периќ. Врховен не може да смета и на Јово Вангеловски и Рахилка Стојковска до правосилна одлука во втор степен по нивното разрешување во Судскиот совет. Судијата Ристо Катавеновски е подолго време на боледување, но и него го чека постапка за разрешување пред Судскиот совет за истиот случај за кој беа разрешени Вангеловски и Стојковска. Со оглед на тоа дека привремено некои судии се и службено отсутни, тоа значи дека во моментов наместо 25, Врховен има на располагање вкупно 15 судии, или 60% од предвидениот капацитет. Ако нема нови боледувања и службени патувања, процентот на пополнетост може би и маргинално ќе се подобри. Но од друга страна,
Бројката може и уште повеќе да се намали, бидејќи еден врховен судија оди во пензија до крајот на годината, а против друг има постапка за утврдување одговорност пред судскиот совет. На долго време се соочува Врховниот суд со голем недостиг на судски кадар, меѓутоа постапката не може во случај да биде побрза отколку што е, бидејќи овие две судиски места, кои што суди се разрешени, не може да се распише нов избор за пополнување на нивни места, се дека постапката не стане правосилна. Со оглед дека трае жалбената постапка, таа не се знае кога ќе заврши, овие места остануваат отворени. Факт е дека се соочуваме со голем проблем, но со ангажман на суди на повеќе кривични и граѓански одели и совети, се обидуваме да го пополниме овој вакуум простор што го имаме. А жалбената постапка за Вангеловски и Стојковска според закон ќе води совет токму во Врховниот суд. Се чека од судскиот совет да ги прати жалбите. Во жалбениот совет на Врховниот суд учествуваат 9 суди. Составот е следен. По законот тројца суди секогаш се од Врховниот суд во жалбена постапка. 4 суди се по еден судија од секоја апелационо подрачје, значи 4 и 3 7. И 2 суди се суди од судот од кај што потекнува жалителот. Што значи во конкретниот случај ќе имаме 5 суди од Врховниот суд. Го прашавме Арслани дали може да се очекува фер постапка ако мнозинството во жалбениот совет се поранешни колеги на судиите, за кои треба да се одлучи дали ќе бидат разрешени. Значи законот е таков, судиите одлучуваат врз основа на устав и закон и врз основа на доказите кои што ќе ги најдат во предметот. Врз основа на тие докази сметам дека ќе биде соодветна и одлуката. Дека се уште не може да се распише оглас за местата на Вангеловски и Стојковска објасни и од судскиот совет. Но таму подсетија дека неодамна распиша оглас за избор на врховни судии, иако не добивме прецизен одговор. Кога според процедурата тие би стапиле на функција. Судскиот совет на РСМ на 26 септември 2019 година донесе одлука за распишување оглас за избор на тројца судии на Врховниот суд, од кои 2 од кривична област и 1 од граѓанска област. Имајќи ги предвид законските процедури, а особено роковите предвидени со нив, објективно очекуваме избраните кандидати да започнат со работа што е можно побрзо. Веде председателот на Врховниот суд Фаик Арслани сепак смета дека судскиот совет често не води сметка на времено да избира врховни судии, особено кога се очекува одлив со пензионирање. Од тие причини, јас веќе на минатата седница на судски совет побарав решение за излез од ова моментална ситуација и се надевам да на наредна седница тоа ќе биде ставено на дневен ред на судски совет, за да се прошири систематизацијата на нови, бар најмалце 3 нови судиски места, за да не дојдеме во ова ситуација да од технички причини и законски причини благовремено да не може да се пополнат испразнетите работни места по разни услови. Од судскиот совет ја потврди иницијативата, но не го открија и ставот за ова прашање, бидејќи како што велат, треба да се изработи анализа за евентуално проширување на систематизацијата за бројот на судии. Од оваа анализа и со претходна расправа во судскиот совет треба да се утврдат реалните потреби на Врховниот суд во врска со проширувањето на систематизацијата за бројот на судиите. Додека да се решат овие проблеми, како што вели и веде председателот Фаик Арслани, на Врховниот суд му останува да се снаоѓа. Па така, на пример, во кривичниот совет на судот кој е јавно најекспониран, се уште е судијата Ристо Катовеновски, за кого се очекува разрешување затоа што заедно со Јово Вангеловски и Рахилка Стојковска гласаше за укинување на притворот на Сеат Кочан, со што овозможија тој да се врати од бегство. Покрај Катавеновски, во кривичниот совет е и веде председателот Фаик Арслани, како и судиите Джемали Сеити, Снежана Бајлозова и Африн Фидани. На почетокот објавивме дека лидерот на Сириза и доскорашен грчки премиер Алексис Ципрас даде интервју за 360 степени. Тоа е во Скопје во пресрет на утрешната конференција во организација на магазинот Економист. Разговорот е фокусиран на договорот од Преспа и односот на новата грчка влада кон овој документ. Господине Ципрас, благодарам за
ова интервју. Еден грчки вестник пред некој ден објави колумна, чиј автор, осврнувајќи се на оваа ваша посета на Скопје, вели господин Ципрас се враќа на местото на злосторството. Имате такво чувство дека сте на местото на злосторството? Νομίζω ότι έγκλημα ήταν αυτό που γινόταν τα τελευταία 25 χρόνια στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Έγκλημα ήταν ότι δεν μπορέσαμε από την αρχή να βρούμε έναν συμβιβασμό, μια λύση στο ζήτημα της ονομασίας, προκειμένου να φέρουμε τους δύο λαούς πιο κοντά. Είμαστε δύο χώρες γειτονικές, δεν έχουμε πράγματα να χωρίσουμε, έχουμε πολλά που μας ενώνουν. Έγκλημα λοιπόν θα ήταν αν μας δινόταν η ευκαιρία μετά από 25 χρόνια και εγώ μαζί με τον Ζόραν, αντί να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία, να λύσουμε το πρόβλημα, την πετάγαμε στα σκουπίδια. Αυτό θα ήταν έγκλημα. Και θα ήταν έγκλημα διότι θα βυθίζαμε την Βόρεια Μακεδονία, τη γειτονική σε εμάς χώρα, τη χώρα σας, στην αστάθεια την πολιτική, πράγμα το οποίο θα πυροδοτούσε ευρύτερες εξελίξεις αστάθειας και αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, που όλοι γνωρίζουμε πόσο εύθραυστη περιοχή είναι. Συνεπώς, αντιθέτως, δεν πιστεύω ότι επιστρέφω στον τόπο του εγκλήματος, αλλά επιστρέφω στον τόπο που καταφέραμε να βρούμε κοινό τόπο και να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας πίσω μας εγκληματικές πολιτικές. Го споменавте премиерот Заев. Имаше многу подеми падови за време на преговорите за името меѓу вашата и владата на премиерот Заев. Имаше ли момент кога си рековте џабе преговараме, нема шанса да се договориме? Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Μπορεί κάποιος τρίτος να το βλέπει εύκολο, διότι πολλοί λένε, μα εντάξει, δεν κάνατε και πολύ μεγάλα βήματα, διότι ένα όνομα είχατε να βρείτε. Αλλά στην πραγματικότητα, πίσω από το όνομα, υπήρχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να επιληθούν, που είχαν να κάνουν με την πολιτισμική κληρονομιά, που είχαν να κάνουν με τις διμερείς σχέσεις, μια σειρά από δυσκολίες που έπρεπε να λυθούν. Και πιστεύω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ εντατικά και μεθοδικά και φτιάξαμε μια συμφωνία η οποία είναι εξαιρετικά επεξηγηματική και δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα σύνθετα προβλήματα. Δεν ήταν εύκολο όμως να βρούμε κονσένσους σε όλα τα κεφάλαια της συμφωνίας και πράγματι υπήρξε μια στιγμή, ένα Σαββατοκύριακο πριν την τελική συμφωνία, όπου σηκώσαμε τα μολύβια και όπου και εγώ και ο Ζόραν και ο Νίκος ο Κοτζιάς και ο Νικόλα ο Δημητρόφ είπανε ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Επικράτησε η Κόκα беше тоа, και кажете? Αυτό ήταν λίγες μέρες πριν δοθεί η τελική, καταλήξουμε στην τελική συμφωνία. Ήταν στο τέλος μια πολύ δύσκολη διαδρομής. Και στο τέλος της διαδρομής πάντοτε υπάρχει κούραση. Πάντοτε ο καθένας, η κάθε μια πλευρά πιστεύει ότι έχει εξαντλήσει τις κόκκινες γραμμές της και τις δυνατότητές της. Μια εβδομάδα σχεδόν πριν γίνει το τηλεφώνημα από την πλευρά του Ζόραν που καταλήξαμε με κάποιες επιμέρους διορθώσεις και με κάποιες, αν θέλετε, υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Μια εβδομάδα πριν είχαμε σηκώσει τα μολύβια πάνω και είχα και εγώ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θέλω να πω όμως ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε διπλωματικό πεδίο στο μέλλον, από τους διπλωμάτες του μέλλοντος, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι μια συμφωνία η οποία ταπεινώνει κάποιον και δικαιώνει κάποιον άλλον. Είναι μια συμφωνία
με με συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές, αλλά και με ουσιαστική βούληση και των δύο πλευρών να κοιτάξουμε μπροστά και να βρούμε λύσεις, δίνοντας προοπτική για τους λαούς μας. Вие така мислите, но Нова демократија, партијата која што сега е на власт во Грција, кога беше во опозиција, ве критикуваше многу. Сега вие сте прилично критични, дури и цинични кон односот на новата грчка влада, кон договорот од Преспа. Што е вашиот впечаток? Дали Нова демократија тоа го правеше само за да спечели политички поени или на вистина тие суштински не се согласуваат со делови од договорот? Δεν συνηθίζω όταν δίνω συνεντεύξεις στο εξωτερικό να ασκώ κριτική στους πολιτικούς μου αντιπάλους στο εσωτερικό. Αυτό που έχει σημασία ανεξάρτητα από την θέση που είχε η αξιωματική αντιπολίτευση τότε είναι ότι σήμερα που είναι στην κυβέρνηση διαδηλώνει ότι θα τηρήσει και θα τιμήσει τη συμφωνία αυτή. Και μάλιστα δηλώνει ότι θα φροντίσει να τηρηθεί μέχρι τελευταίας γραμμής, άρα αυτό για μένα είναι ούτως ή άλλως μια δικαίωση. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει διαχρονικά, είτε είναι στην αντιπολίτευση είτε είναι μετά στην κυβέρνηση. Και μάλιστα ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να κρίνεται για αυτά τα οποία κάνει και λέει όταν είναι στην κυβέρνηση. Εγώ όμως θα ήθελα να σας μιλήσω γενικότερα και να πω ότι υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη στροφής προς τον εθνικισμό. Ένα ρεύμα ακροδεξιάς. Αυτό το ρεύμα το ζείτε και στη χώρα σας, το ζήσαμε κι εμείς, το ζούμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε πως οι λαοί δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αν δεν συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να συνεργαστούν. Και οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να δείξουν γενναιότητα. Εγώ είμαι 100% πεπισμένος ότι όλα όσα κάναμε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, αναφορικά με την επίλυση του ονοματολογικού, την επίλυση δηλαδή και την ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και όλο το πλέγμα των διμερών σχέσεων που μπήκε σε μια σειρά θετική, όλα όσα κάναμε ήταν ακριβώς οι θέσεις της χώρας τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Συνεπώς, είναι απολύτως δεδομένο ότι αυτή η θέση και στάση πρέπει να τηρηθεί, οι χώρες πρέπει να έχουν συνέχεια και πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, ανεξάρτητα το τι έλεγε ο σημερινός Πρωθυπουργός όταν ήταν στην αντιπολίτευση, θα συνεχίσει αυτή την εθνική γραμμή. Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς κρίνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό από τις πράξεις του. Дали и колку договорот од Преспа влијаеше на изборниот резултат? Што вели вашата анализа? Колку поразот на СИРИЗА е резултат на подпишувањето и на ратификувањето на договорот од Преспа? Νομίζω ότι είχε επίδραση και το γνώριζα από την πρώτη στιγμή. Όταν ανέλαβα την δύσκολη αυτή απόφαση να κάνω πράξη αυτά που πίστευα εγώ, αυτό που πίστευα και πιστεύω ότι ήταν σωστό για τη χώρα μου και την περιοχή, για τους λαούς μας. Ήξερα ότι θα αναλάβω πολιτικό κόστος. Κυρίως γιατί ήξερα ότι στο εσωτερικό πολλές πολιτικές δυνάμεις και η αντιπολίτευση τότε θα κινηθούν με κριτήριο όχι την αλήθεια, αν θέλετε, αλλά το πολιτικό κέρδος από την άλλη πλευρά. Δεν το μετανιώνω όμως αυτό. Και δεν το μετανιώνω διότι πιστεύω ότι σε κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτό που έχει σημασία είναι να κάνεις αυτό το οποίο είναι ωφέλιμο για το λαό, ωφέλιμο για τη χώρα. Το πολιτικό κέρδος ή το πολιτικό κόστος στις μέρες μας ιδίως είναι κάτι πρόσκαιρο, έρχεται και παρέρχεται. Όταν είσαι σταθερός στις αρχές και στις αξίες σου,
αυτό κάποια στιγμή εκτιμάται. Και κυρίως όταν καταφέρνεις πράγματα τα οποία μένουν στην ιστορία. Και η συμφωνία αυτή είναι μια ιστορική συμφωνία. Договорот е неспорно ценет и почитуван, фален на широко од меѓународната заедница. За околу една недела се очекува одлуката на комитетот кој што решава за Нобеловата награда за мир за оваа година. Имате некакви посебни очекувања, навестувања околу одлуката? Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε αυτή η πολύ τιμητική πρόταση, είχα δηλώσει κάτι το οποίο ασπάστηκε και ο Ζόραν, ότι εμείς ως πρόσωπα δεν χρειαζόμαστε κάποιο βραβείο ή κάποιο τέτοιο είδους κίνητρο για να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό για τους λαούς μας. Συνεπώς, αν χρειάζεται μια επιβράβευση, η επιβράβευση πρέπει να είναι απέναντι στους λαούς μας που πρέπει από εδώ και στο εξής να δουλέψουν για να μάθουν να αγωνιούν ο ένας για το καλό του άλλου, να ζουν ειρηνικά και να παλέψουν μέσα σε μια δύσκολη περιοχή για την κοινή πρόοδο, να παλέψουν για την ευημερία και την ειρήνη. Во Северна Македонија договорот од Преспа се гледа главно низ призмата на интеграцијата во НАТО, интеграцијата во Европската унија на земјава. Според многу медиумски извештаи, вие лично во јуни, тогаш се уште бевте премиер, лобиравте кај дел од скептичните земји членки на Европската унија за Северна Македонија да добие одлука за почеток на преговори за членство. Тоа не се случи. Што е вашето разбирање? Зошто тоа не се случи во јуни и што очекувате сега во октомври? Можна ли е поинаква одлука на Европската Унија? Είναι αλήθεια ότι προσπάθησα να πείσω τους εταίρους, τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η θετική απόφαση για τη Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να πάρθει από τον περασμένο Ιούνιο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρεί τους κανόνες που η ίδια θέτει. Και πράγματι, στο βαθμό που γίνανε πολύ σημαντικά και γενναία βήματα προς τα μπρος, έπρεπε να ξεκινήσει, να υπάρξει αυτό το θετικό βήμα από τον Ιούνιο. Άλλωστε δεν μιλάμε για ένταξη, μιλάμε για έναρξη μιας διαδικασίας και πιστεύω πραγματικά, ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικά βήματα έχει κάνει η Βόρεια Μακεδονία, ότι συνολικά για τα Δυτικά Βαλκάνια οι λαοί των Βαλκανίων έχουν μόνο να κερδίσουν μέσα από μια διαδικασία, από μια προοπτική που θα τους φέρνει κοντά στην Ευρώπη. Είναι μια δύσκολη διαδικασία όμως, απαιτεί μεταρρυθμίσεις και πρέπει η Ευρώπη να δείξει ότι βάζει τους κανόνες, αλλά την ίδια στιγμή που απαιτεί υψηλά στάνταρς, όταν υπάρχουν θετικές κινήσεις προς τα μπρος, όταν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, όταν γίνονται μεταρρυθμίσεις, πρέπει να δίνει το πράσινο φως, να δίνει το κίνητρο στους λαούς να συνεχίσουν. Η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της γειτονιάς της, δεν θα έχει έναν σοβαρό ρόλο στην εξωτερική πολιτική στον κόσμο, δεν θα την παίρνει κανείς σοβαρά. Και η άμεση γειτονιά της είναι τα Δυτικά Βαλκάνια. Ήμουνα λοιπόν και παραμένω υπέρμαχος της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει θετική κατάληξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τον Ιούνιο πήραμε μια αναβολή. Αυτή ήταν η απόφαση, δεν ήταν ακύρωση, ήταν αναβολή. Πιστεύω λοιπόν και θέλω να ελπίζω ότι στα μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Благодарам за ovo интервју. Thank you so much. Не одете никаде, по паузата е саботажата. Проблемот со дефинирањето на јавното лудило кое го предизвика жестокоста на сознанието за безочната злоупотреба на кредибилитетот на една круцијална институција сепак добива свој канал, низ кој треба да протече и една од низата капки во морето одговорност за се, а и за погрешната интерпретација на поимите. Прво, мене многу ми пречи самиот назив рекет, заради тоа што ја мислам дека тука зборуваме за уцена и подкуп, никако не за рекет. Рекет е нешто сосема друго.
Ничија рехабилитација не доаѓа предвид и сите инволвирани, во која и да е форма, мора да бидат санкционирани да биде урнат стереотипот за истоветност и прогледување низ прсти кои со децении, ако не и повеќе, се ваја како спомен обележје за ова поднебие. Веќе одамна кај нас во многу случаи кратци гонат кратци, или пак интересот ги направил ортаци. Ортаклукот прави повеќе штета отколку што се претпоставува дека ќе биде полезен, па затоа тие што на каков било начин се обидувале да јаваат на бранот на заедништвото, а не на консеквенциите кои тоа со себе ги носи, мора да знаат дека таквото месо и ту кучињата не сакаат да го јадат. А има една реченица која гласи вака: револуцијата ги јаде своите деца. Некако паралелно со ваквиот судски расплет привршува и заплетот на административниот јазол кој е обесен околу вратот на државата. Најавите дека и тој ќе се сече само звучат грубо, а сепак може да има и добра страна, со оглед дека бројните службеници конечно ќе се ослободат од најголемиот товар кој го носат, од единствената реална обврска. Нема да мораат политички да се ангажираат, да ги носат со автобуси на разните митинзи и да мораат да одат по куќите да агитираат. Може би ним ќе им се придружат и нивните шефови кои покрај сите услови што им се на располагање не изгледаат задоволни и не се чувствуваат мотивирани и натаму да бидат дел од тој апарат. Поотворено се конфронтираат со сопствената улога во него. Мене ако ме прашувате, доаѓам од приватен сектор, таму е поубаво. Таму е поубаво, повисоки се платите, подобри се условите за работа, веќе полека, за жал може да ја да кажам, во приватниот сектор. И на крајот, бизнисот е незадоволен од ваквата кадровска комбинаторика. Тие надмено упатуваат на потребата од сериозна и висока квалификација, гарантирана со туѓ пасош. Не ми јасно зашо не треба да увезуваме работна рака. На оние што сакаат да им стане јасно, доволно е само да ги отворат платните списоци на вработените во компаниите кои ги застапува комората. Тогаш веројатно ќе им биде, ама не зошто треба, туку зошто не може. Толку за вечерва. Пријатно до петок во 22.